Денеска започнуваме од овде, од Гази Баба, со акцијата која што ќе трае цело лето, а тоа е презентација на политиките Македонија за сите луѓе. Денеска ќе зборуваме за две многу значајни теми, а тоа се навидум, би рекол, занемарени од страна на јавноста, тоа се енергетиката и животната средина или екологијата, две клучни теми кои што според нас, како ВМРО-ДПМНЕ, како коалиција на следните локални избори, ќе бидат значајни за граѓаните. Денеска ќе зборуваме како акцизата, како данок која што ја наметна владата пред 2 години од 3 денари плюс данокот на додадена вредност повторно да се врати назад кај граѓаните преку проектите за образованието, културата и спортот. Тоа се отприлика по 600 милиони денари годишно за образованието, 600 милиони денари годишно за културата и 600 милиони денари за спортот годишно, или за 4 години тоа отприлика 2,4 милиарди денари по област, или вкупно 7,2 милиарди денари или 120 милиони евра. Тоа се сериозни пари кои што во овој момент не знаеме каде завршуваат, односно завршуваат во непродуктивни трошоци, завршуваат во подкуп, завршуваат во плячка, се криминализирани кај корумпирани политичари кои што се дел од власта. Денеска ќе зборуваме како до гасификација на домакинствата, како до најмалку 50% гасифицирани домакинства во нашата Македонија, со бесплатен приклучок за газ, без дополнителни трошоци. Ќе зборуваме како до поевтина струја преку произведување на електричната енергија или популарно наречената струја кај граѓаните, а тоа ќе го постигнеме со продолжување на работниот век и модернизирање на производните погони. Тоа се Рударско-енергетскиот комбинат во Битола и Рударско-енергетскиот комбинат во Кичево. Не имаме тука сосема спротивна политика од владата на СДСМ. Ние зборуваме како да ги модернизираме и да го продолжиме работниот век на термоцентралата Битола и термоцентралата Осломеј најмалку до 2040 година. Ќе зборуваме како за подобрување на средината, животната средина, екологијата, најмалку 50% поквалитетен воздух за граѓаните, споредено со оваа ситуација која што е денеска. Ќе зборуваме за темите кои што навистина живо значат за граѓаните и кои што ќе бидат значајни во периодот кој што следи, а тоа се овие локални избори. Господин Мицковски, дали со ова практично ги започнувате со оваа трибина вашите активности во насока на локалните избори, кога ќе бидат познати или ќе ги објавите имињата потенцијалните кандидати за градоначалници? Не, ова не се би рекол активности кои што се поврзани со локалните избори, ова се активности во насока на презентација на политиките кои што ги опфаќа нашата, би рекол, програма Македонија за сите луѓе. ВМРО-ДПМНЕ и Македонија во 21. век, ВМРО-ДПМНЕ и Македонија на граѓаните, бидејќи ние сме народна партија, нормално дека местото ни е помеѓу граѓаните, на плоштадите, на улиците и на булеварите, и тука е вистинското место каде што ќе ги презентираме нашите политики Македонија за сите луѓе. Што се однесува до кандидатите за градоначалници, 25 имиња веќе беа isпрофилирани во, би рекол, на извршниот комитет на партијата. Очекуваме квалитетна програма од тие 25 имиња и формално да бидат истите потврдени од Централниот комитет, а до крајот на месец јули очекуваме од 40 до 45 имиња веќе да го поминат филтерот на извршниот комитет и да бидат потврдени понатаму од Централниот комитет на партијата. Набрзо јавноста ќе дознае дел од тие имиња, кога што сум запознаен, едно од тие имиња денеска пратеникот и членот на извршен комитет Антонио Милошевски го кажа на една национална телевизија. Станува збор за пратеникот доктор Кирил Пецаков, кој што ќе биде наш кандидат за градоначалник во општина Охрид. Дали нови имиња ќе им понудите на граѓаните на овие локални избори? Како коментирате тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија настапи речиси со досегашните стари кадри за градоначалници? Ние тоа сме го коментирале, ќе искористам оваа прилика да кажам дека понудата на СДСМ е стара, понуда од транзиционите времења, со такви транзициони политичари тие цело време настапуваат. Јас и не очекував нешто ново, добро е што јавноста се увери во тоа што го презентираше вчера
Зоран Заев и СДСМ, тоа се практично истите луѓе кои што се целосно неуспешни како градоначалници. ВМРО ДПМН ќе настапи со целосно нова структура на луѓе кои што за најголемиот дел од нив, би рекол повеќе од 95% од нив за прв пат ќе бараат довербата на граѓаните на нови локални избори. Денеска започна активности на Државниот завод за статистика за спроведување на пописот во септември. Дали се создадени услови од епидемиолошки аспект за спроведување на пописот? Па рано е сега да зборуваме за пописот, имаме уште неколку месеци до отпуштување на оваа постапка, кога што знам треба да отпочне на 5 септември, ако не се лажам. Ако е ситуацијата како што е сега, со оваа здравствена состојба, ценам дека не би требало да има проблем за извршување на таа статистичка операција. Во однос на резолуцијата и интерпелацијата за собранискиот спикер Талат Џафери? Па имавме денеска пресконференција. Тоа кое што го кажа професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, отприлика тоа е она кое што е и ставот на ВМРО ДПМН. Ви благодарам.